Вторник, 30 юли 24 година. Вчера на територията на државата имаше вкупно 46 пожари на отворено и шумски пожари. Од нив 27 целосно се изгаснати во текот на вчерашниот ден и во текот на ноќта. Под контрола се ставени 5 тешки пожари, додека активни пожари утрово во овој момент се 14 пожари. Пожарникарите работеа во текот на целата ноќ со подршка на јавните комунални предпријатија, тешка механизација, со подршка на локалното население, постигнаа вистински подвиг и ставија под контрола дел од пожарите, но најважно од се успеаја да обезбедат повеќе населени места на кои што и се закануваше огнот од големите пожари кои што се развија вчера околу Пладне. Во овој момент активни пожари се пожар на територијата на општина Македонски Брод и тоа кај село Тажево, село Брезница, кракот кон Јасен кој што гори со денови. Активен е пожарот на територијата на Кочани кај село Главовица, кој што изби вчера околу Пладне. Активен е пожарот кај Прилеп во село Радовил, но на територијата на Прилеп имаме уште еден втор пожар кај село Дабница, кој што избија во текот на вчерашните попладневни часови. На територијата на Свети Николе активен е пожарот кај село Орел и Немањици, каде што во овој момент действуваат 3 ер трактори на дирекцијата за заштита и спасување, но исто така е активен и пожарот во општина Свети Николе над селото Ерџелија и село Мустафино. Исто така ќе действуваат истите ер трактори. Во Кумановско активен е пожарот кај село Кшање и село Кокошиње кон Мургаш, кој што исто така изби вчера околу Пладне. На територијата на Старо Нагоричани активен е пожарот кај село Малотино и село Жеглане. Исто така изби вчера малку пред Пладне. На територијата на Провишти активен е пожарот кај село Зелениград и село Јамиште, кој што представува голем шумски пожар и се заканува да влезе во квалитетна борова шума. На територијата на општина Чашка гори кај село Оморани, во местоста наречена Мукос, пожар кој што се провлекува неколку дена. Односно, овој пожар беше реактивиран вчера околу 4 часот попладне, но и претходно беше активен. На територијата на село Карбинци, кај село Горни Балван, вчера во текот на ноќта изби нов пожар кој што во овој момент кај него работат локалните пожарникари. И на територијата на Свети Николе имаме уште еден трет пожар кај селото Макреш и село Ранчинци, кој што изби утрово. Утрово, за жал, изби уште еден нов пожар на територијата на општина Дојран, кај селото Николики. Под контрола се ставени 5 пожари, тоа на територијата на општина Штипки, село Црешка и Хаджи Хамзали, тоа оној пожар кој што од задната страна на војната база Криволак се движеше кон Брегалница. Под контрола е ставен и пожарот на Илинска планина на територијата на општина Демирхисар, кој што вчера се закануваше да се префрли и на страната на општина Охрид. Исто така е ставен под контрола и пожарот на територија на Пробиштип кај село Горно Барбарево кон село Стрисовци. Ставен е и пожарот кај Свети Николе во село Малино, каде што за жал вчера изгореа 20 куќи, од кои што најголемиот дел стари и напуштени куќи и неколку куќи кои што се уште се беа користени од страна на собствениците. И изгасната една депонија на територијата на општина Делчево. Изгаснати се 27 пожари кои што ќе ги ставиме во Вивер групата на ЦУК, каде што ќе може да ги погледате. Апелирам до сите собственици на куќи и викендици во планински села или во напуштени села да направат мек појас, противпожарен појас околу своите викендици, околу своите куќи. Истовремено ги повикувам сите жители на селата кои што може да бидат зафатени од пожари да направат противпожарни појаси околу селата, и тоа појаси широки по 10 па и 20 метри, ораници направени со големи трактори, некаде да се исчисти со булдожер. На тој начин превентивно ќе бидат заштитени сите села. Ние денес не можеме да претпоставиме каде ќе избие следниот пожар. Ветрот кој што верувам се чувствува ни прави дополнителни проблеми. За жал прогнозите се дека тој ќе продолжи да дува и понатаму.
Сувата вегетација, високите температури ќе допринесат за појава на нови и нови пожари. Апелирам до сите земјоделци да прекинат со палење на стрништа. Палењето на стрништа треба да го посматрат како обид за убиство, затоа што пожарот од тоа стрниште може да навлезе во блиската трева, оттаму во блиската шума, во блиското село и да убие некој човек. Палењето на пасишта од страна на сточарите исто така треба да го посматраат како обид за убиство, бидејќи пожарот од пасиштата може да влезе во квалитетна шума и да убие некој човек. Апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни, бидејќи сите добро знаат што може да предизвика пожар. Фрлање на отпушоци на отворено исто така може да предизвика голем пожар. Работа со алат кој што искри може да предизвика голем пожар. Фрлање на стаклени шишиња, иако многу ретко, исто така може да предизвика појава на пожари. Доколку некој забележи сомнително однесување на лица кои што се движат на отворено или во шума, истите веднаш да ги пријави на бројот 112. Неколку пожари се намерно подметнати, но вчера детектиравме и појава на пожари од искрење на електрични жици. Ние ќе поднесеме повторно барање до Евана да изврши контрола на затегнатоста на жици, иако вакво барање поднесовме пред повеќе од 1,5 месец. Жиците кои што се лабави и се допират поради дувањето на ветрот можат исто така да бидат причинители. Во овој момент докази немаме, но МВР работи на терен и очекувам увидните екипи на МВР да излезат со конкретни податоци од што беа предизвикани вчерашните пожари кои што избија некаде од 11,5 часот предпладне па до кај 14 часот и 30 минути попладне. Во период од 3 часа имавме појава на 20 тешки пожари врз кои што едноставно поради силниот ветер не можевме брзо да воспоставиме контрола. Ваквите пожари предизвикаа голема опасност по селата и по населението, а за жал имаме и едно починато лице. Сочувство до семејството на починатото лице со апел да се почитуваат сите насоки кои што предмалку ги кажав. Со нова изјава ќе се јавам после 12 часот кога ќе направиме апдейт на бројот на пожари. Напоменувам дека она што сега е факт може да биде променето за половина час. Во секој момент може некој пожар да биде ставен под контрола или изгаснат, а за жал може да се појават нови и нови пожари. Се нова изјава после 12 часот.